Паркирањето во општина Центар за време на великденските празници ќе биде без наплата за сите граѓани. Имено во петок, недела и понеделник, граѓаните ќе можат да паркираат без надомест на сите паркиралишта, со кои стопанисува јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар. Од ова исклучок се затворените паркиралишта Дилајла и Трготекстил, информираат од Паркинзи на општина Центар. Согласно програмата за неработни денови за 2025 година, 19 април или сабота е работен ден. Следствено на тоа, паркиралиштата со кои стопанисува јавното претпријатие ПУЦ ќе работат со вообичаено работно време. Депото на ПАЈАК, службата на јавното претпријатие ПУЦ, ќе работи 24/7 за време на празниците. Редовната наплата за паркирање на паркиралиштата и издавање на договори во дирекцијата на јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар ќе продолжи на 22 април, вторник, со вообичаено работно време. Од споменикот посветен на децата бегалци од Егејска Македонија, поставен во паркот Жена Борец во центарот на Скопје, е украден бронзениот релјеф кој прикажува мајка со 3 деца, символ на екзодусот и страдањето на илјадници деца за време на граѓанската војна во Грција 1946-1949. Релјефот, дело на скулпторот Насо Беќаровски, е дел од споменикот чиј автор е архитектката Даница Павловска Циги. Од Министерството за внатрешни работи вчера соопштија дека во СВР Скопје било пријавено од употреба на физичка сила е одземена спомен плоча од споменикот и дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Град Скопје пак се изјасни дека не е надлежен за споменикот, а од Министерството за култура се уште нема одговор дали ќе се преземат мерки за неговата обнова. Споменикот е поставен на 30 јуни 1988 година по повод првата светска средба на децата бегалци и е посветен на над 20.000 деца жртви на прогонствата. Во 2020 година, за време на мандатот на тогашниот градоначалник Шилегов, беше извршена негова реконструкција, но денес повторно сведочиме на негрижа, рамнодушност и губење на културното паметење. Општина Илинден и оваа година по повод големиот христијански празник Великден ја спроведува хуманитарната акција за донација на храна и хигиенски производи, наменети за социјално загрозената категорија на граѓани на територија на општина Илинден. Локалната самоуправа оваа голема хуманитарна акција ја спроведува во соработка со Црвениот крст и бизнис заедницата од општина Илинден, кои несебично подадоа рака на ранливите категории граѓани од Илинден. Во рамки на акцијата под мотото "Подај рака, хумана општина Илинден", досега собрани се околу 200 хуманитарни пакети со храна и хигиенски производи, донирани од компаниите, информираат од општината. Упатувам голема благодарност до сите општествено одговорни компании кои возможија преку своите донации успешно да се спроведува оваа голема хумана акција, која има за цел по повод великденските празници да им се помогне на ранливите категории граѓани од општина Илинден, достојно да ги поминат празниците. Голема благодарност до ТАФ Македонија, што активно секоја година учествуваат во оваа голема хуманитарна акција, изјави градоначалникот Александар Ѓорѓиевски. Освен ТАФ Македонија, останатите општествено одговорни компании кои оваа година се приклучија кон донациите: СБД Интеркар, Гранд Слот, Дени Интернационал, Интероил, Джонсон Меди, ПКБ-ско, компанијата Насовски, компанија Петковски, Рио Кафе и Мултипром. Општина Карпош информира дека во последнава недела инспекторатот изрекол 12 прекршочни платни налози од комуналните редари, 8 прекршочни платни налози за правно лице и одговорно лице во правното лице од комунален инспектор и 4 прекршочни платни налози за правно лице и одговорно лице во правното лице од градежниот инспектор, или вкупно до денес 24 прекршочни платни налози. Како причини за изрекувањето на казните се наведуваат непрописно одложување на арматури на јавна површина, мешање малтер на јавна површина, оставање на градежен материјал на улица, валкани улици, уништување на тротоар, поставување на тоалети на јавни површини, велат од локалната самоуправа. Сектор инспекторат ќе продолжи секојдневно да прави контроли на граделиштата, се до конечното ставање ред на истите, велат оттаму. Општина Аеродром периодов интензивно работи на изградба на нови пешачки патеки, како и обновување на веќе постојните на повеќе локации на ниво на целата територија, со вкупна површина од околу 2000 метри квадратни, соопштија од општината. Нови пешачки патеки се изградија меѓу зградите на улицата Фрањо Клус во Стар Аеродром, кај паркот Патрик зад Три бисери, на булеварот Србија во непосредна близина на Лукоил, 2 патеки во Ново Лисиче, едната спроти детската градинка Бубамара, другата кај споменикот на Тоше Проески, како и во Долно Лисиче.
Наредниот период со павер елементи ќе бидат поплочени други локации. Се врши санација на веќе постојните пешачки патеки со цел безбедно и олеснето движење на граѓаните, велат од општина Аеродром. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно